со Кока-Кола се чистело веќе школка и тоа многу успешно. Абе, само во место човеков, не друго, сега пак е дужен да искочи по ова телевизија. Ќе го слушнеме, например, следново. Абе, ја знаете што сум за вас? Знаете што? Јас сум до место за вас. Мистер Мускулово, смете се, на крај ја ќе се смеам. Озбилен сум, не е ова за ебанција. Не. Сега јас ќе го испитам твојот анус и ќе ги проверам цревата, ќе ти направам колоноскопија. Викам, ќе ми направиш шо? Каква колона у газот ќе ми направиш, докторе? Немој да се плашиш воопшто, нема да те боли. И само што кажа така, луѓе кои извади едно апаратче со намотана сајла на него цирка 15 метара. А на врвот на сајлата имаше едно окце. Хајде сега, момче младо, ти легни тука бочно, а јас благо и нежно со сондава ќе навлезам во твојот анус и ќе ги проверам цревата. А јас ето тоа додека го работам, ти ќе можеш тоа да го гледаш на ова екранче овде. Само немој да се плашиш ако сликата се зацрни, тоа значи дека сме налетале на некоја тулумба, да не кажам говно. Нели се работи за анален отвор, само релаксирано. И ја, пошто логиката ми е појака страна, одма ја врзуем работава и викам, докторов сака да ми ја уштека оваа кабелскава у гзов и да гледа директен пренос на ова екранче во горе. Значи, отиде невиноста на стари години и тоа у директен пренос ко на Олимписки игри. Прво падна крв, после дефлорација и на крајот гзот ќе ти влезе у промет. Само шо ако ми се уарни? Добро, викам, ако се мора, здравје е у питање. И ја легнуем бочно, он ми ја мести сондата позади и само онака жбрц. Не дишам. Он уше толку жбрц. Еј, докторе, бе. Па ова е било супер, бе, ич не болело, бе. Песна. Уше да запеам и Евровизија да врши директен пренос од аналите. И таман мислев ќе поминам со лесно лејале која почна да шета со тоа змијата по цревата. Абе, луѓе, која ме обли една студена пот. Викам, чекај бе да станам од креветов да заминам, али тогаш ми текна дека у гзов имам инсталирано 3 Max и дека покрај слика и тон можам и да сурфам по тоа кабелот. Неговиот народ у Пакистан, и само што е најбогатиот и најпаметниот, него они се толку среќни, меѓутоа и дужни на овој мистер Мано Негро, бидејќи он се заложил за нив многу, а исто така со уште 2-3 трнци у владата горе што се заложувале, значи да видиме кои се тие. Едниот од нив е, фала Богу, министер без ресор, па си го немаме видено 6 месеца, се води као президент на влада, а другиот е директор на за гасење на цигари. У последново лето 2-3 до 4 нешто учинокот му е слаб, не може за тоа гаснењето нешто послабо има, па ми отиде пола Пакистан. Ама нашиот народ сепак е среќен. Многу е среќен и задоволен, неговиот осмех не може од уста да го симне. Па да дојде ова што се овие од Европа горе да видат што е тоа убајна, како овие наши овде представници на малцинства го тераат нашиот народ едноставно да блика, да сјае со среќа. Да. А сега да може, ја предлагам да погледнеме исто така еден пресреќен гласач,
Кој е припадник на Кока-Кола, мистер Мускуло? Поđu. Од каде свего наоѓате во Старо Железо? Од Струга, од селото. А сите села. А луѓе си земат џубрината. Чекај, уште еднашка, убаво. Ајде, размисли малце, што да кажеш и... Од каде све го собирате ова Старо Железо? По Струга, по село, сите градови. Сите села. Луѓе од џубрина си земат џубрината. Дали е сплатлива ова работа? Платено е. Колку да сега има собрано Старо Железо? Малку поче. Колку тоа? 10 тона. Дали луѓето ви прават проблеми при собирањето на железото или се задоволни што им го чистите џубрето? А џубрето си симе, ти е далеч. Дали им наплаќате или па? Од каде се го набавувате ова Старо Железо? Од Струга. Од селата. Од сите села. Олуѓето. Размисли што ќе кажеш, што да кажеш и ќе кажеш. Ајде, почне. Од каде се го набавувате ова Старо Железо? Од Струга. Од сите градови, пријателе. Олуѓе. Дали ви прават проблеми самите луѓе при собирањето на Старо Железо или пак они се задоволни од тоа што им го собирате ѓубрето? Ѓубрето собираме тие, да. Исплатлива ли оваа работа? Платена е! Колку ѓубре собравте денеска? Поеќе. Колку поеќе? 10 тона. Дали им наплаќате за услугата што ја вршите ли? Не. Добро, што се смееш, мада што се смееш. А сега предлагам да видиме каква е структурата образовна на неговото малцинство, заблагодарувајќи му се повторно на неговите заложби и труд. Значи, со второ оделение имаме неколку магистри, неколку трето оделение валда име, тие веднаш ги ставаме за градоначалници, затоа и толку малку до душа си ги имаме. А со четврто оделение ми кажуваат дека веднаш испраќа чартер лет од тука до Швицарска, право успех, кој го стават за нешто за истражување на овој, како го вика, Хигсовиот бозон. Многу е, нели, научно и сепак. А сега би предложил исто така да погледнеме една една ѓурачка вежба, каде еден од припадниците што се регрути во меѓувреме му заборавуел да дише. Од другата страна и свирнав, дојде тука, го гледале и дојделе полиција, нешто ги го земале. Да, у вода у средина тука. Беше и никој не влезе, после дојда полиција, подворник, ја да го вадиле човек. Почна вади.
Dobro večer, počtovani dame i gospode, kada i da ste, se nadam da ste vašите topli domovi. Posle dolg vremenski period se sretjavate zajedno sa mojete lik, telo, remek, telo, Boki 13, stand-up kolumna BB13, pa jaske se potrudam da budem mnogo direkten vo ono što imam da vi go soopštam, prvi to što od dosadni političari, ušte pa dosadni intelektualci, dojdoste na to beređe na koje što ste. Mojete večerašnja tema je seljaci. Pa сега ќе се запрашате зошто токму јас зборувам за селјаци и веднаш ќе почнете да фрлате со дрва и камења по мене, поради тоа што вие сте навикнати на тоа, вие сакате да го каменувате моето име, дури имате желба тоа и физички да направите, али немате можност. Што е тоа селјак? Е првото прашање на кое што треба вечерва да разговараме. Многу мислители се потрудиле да објаснат што е селјак, но никој не го дал вистинскиот одговор, поради тоа што они се само едни обични сератори во празно. А јас, она што ќе го направам вечерва, ќе се потрудам да ви дадам вистински одговор на прашањето што е тоа селјак. Кога кажам селјак, не мислам јас на буквално селјак кој што се родил на село. Немам ништо против него. Селјак, жаргонски кажано, е некој кој што се роди у било каде, може да се роди на Бел двор, може да се роди у Скопје, у центар, може да се роди у Белград на Кнез Михајлова, али селјак се раѓа. Неговите основни карактеристики, односно селјачките основни карактеристики се примитивност, анималност и кој ќе каже за некој селјак од душа. Така да, со најпрости зборови кажано тоа е селјак. Јас, како секој досаден политичар, имам дека подседник, па да се подсетам преди тоа што ипак сум јас плавуши, не можам себе сам. Да, велио дека може би е стварно грешка што жаргонски, кога сакаме некого да навредиме и кога споменуваме некого во негативна конотација, викаме селјак еден. Може би е погрешно. И на самиот старт сакам да се оградам во ова моје јавно обраќање. Драги мој честен и поштен селанецу, респект за тебе. Јас вечера се бавам со селјак, односно селјаци. Па да почнеме. Кои се главните карактеристики на денешните селјаци? Односно, рецимо, доколку некој не зна и прв пат излегува во град и сака да биде запознаен со тоа како се препознава и како се манифестира селјак. Тешко прашање, но има многу примери поврзани со ова прашање. Рецимо, јас сум скопско дете. Не го кажувам ова поради тоа што сакам да се курчам, него тоа е вистина. Јас потекнувам од стара скопска фамилија. Шетам јас из мојот роден, напатен и тажен град Скопје, за жал, и во еден момент поминува едно брзо ауто, бесно ауто со некакви, немам појма, како се вика тие на тркалата, светат, златно, жуто, сребрено, сите бои. Поминуваат нормално, од турбофолк, гласно се слуша, и застануваат токму пред мене, а јас така фино, симпатично, нормално, малку по малку, арогантно, као секоја права дива, застанувам да купам цигари, шетајки по мојот град, со мојата права Шанел ташна, и што да видам, од тоа ауто излегуваат два набилдени идиоти, и по два набилдени идиоти мора да идат уште две мали девојчиња со тенденција да станат професионални курвичиња. И што се случува? Кога ќе видиш такви, мора да имаат милион тетоважи. Обично на таквите тетоважи има по некаков верски символ. Дали е тоа крст, дали е Дева Марија, дали е Богородица, само се уште што не го ставиле Исус на она интимно место, поради тоа што веројатно такви бидат многу близко до Бога. И кога ќе видите, значи, такви набилдани фраери со две мали девојчиња со прекратки сукњичиња, со тенденција да станат професионални курвичиња, тоа е првиот знак дека станува збор за новопечени селјаци. Значи, кога кажам новопечени, тоа значи дека имаат стекнато некакви финансии, под сомнителни околности, иако јас сум прогласен за number one криминалец во Република Македонија, но, ајде, мене
mi je dozvoljeno sve, pa tako da nema da se bavim sa sebe, iako mnogo je pointeresan da izboram za sebe, ne da izboram za seljaci. Ali koga već ne odbrala temata, moram i da je završim. Znači, karakteristike za sekoj seljak su dobra kola, obavezno za temneti crni stakla, se tripuva da bi da se dek se kriminalci, pa samo otvarati malko prozor, za da može samo tetka da proviri. Obavezno žvakat mastik i se otvorena usta, mislim da to je in. Gledat na reklami Orbit, mislim da tako treba. Glasna muzika, to Ceca, Seka, Alex i Žina, to obavezno ide, po default. Mislim, Blagica Polska, ne znam da li je pušta. Maš seljak, obavezno im je stetovirani, kao što rekao Fred Malko, verski simboli na sebe, pored to što sekoj maš seljak ima tendencija da stane kriminalac. Pored to što ne može da je kriminalac, onda je polukriminalac, ili popularno je svega site seljaci da šmrkat kokain. Pored to što, verovatno, kako je dođe do prvite pari, slušnale deka nekada je interesno da bidat in i da bidat cool sa droga i tako da sekoja stora budala u Skopje nadrogirana i oni koji što misle kad ne sam drogirani, se nadrogirani. Mnogo sportisti se drogiraju, samo ćutat. Da nekaj kažemo neka sledna prilika. Za žena seljak. Mora da ima najkuso haljinče koje što postoji, to se nikad narodno kažem dopičnjak. Znači mora da ima tako fusnanče za da bide ona cool. Mora da ima žuto, zeleni, ne pojma kakvi štikli, za da misli da je isto cool. Žena seljak u današnje vreme ima tendencije da stane pejačka, da stane voditeljka, da bide popularna zvezda na TV. A on je, koji što ne saka da se vraca javna rabota sa seljanki ženi, onda ima tendencije da stane ili sponzoruši ili moderno kažem da su starleti. Pa svega, ako se prepoznavate ova, sve što kažete, ja se izvinuam, ali takvi ste, neve napravi jave na kraju lepo doma. Kako da ubijam seljak? Onda ne treba, onda 80% od Makedonije ne treba da ima, ako ovo bukvalno smisla, ovo pojim kako da gi ubiješ, onda samo da ga ignoriraš. Seljaci te najveke gi boli koga ga ignoriraš, ko ne postoje za tebe. Pored to što stvarno ne postoje. Posle postoje čim se bavim s ova, ali mora neko isto